Оризопроизводителите од населените места во општина Чешиново Облешево излегоа на протест и со земјоделска механизација ја блокираа едната коловозна лента од магистралниот пат Кочани-Штип. На тој начин го изразуваат незадоволството од актуелните политики на почетокот на сеидбената сезона. На протестот земјоделците изнесоа 3 барања, за кои очекуваат брзо исполнување од надлежните институции, а го повикаа и премиерот Христијан Мицковски на средба со нивни представници, кои ќе го запознаат со лошата состојба. Првото барање е корекција на планот предлог планот за наводнување на територија на општина Чешиново Облешево. Второто барање е корекција во исплатата на 6 денари за предадена арпа. Тоа значи ние бараме предадена арпа да биде 6 денари да бидат на предадена арпа, а не 6 денари на 800 кг по пријавена површина. Така беше и договорот на нас со надлежните органи во државата. И третото барање што е можно побрзо во наредните денови да започне откупот за стокови резерви. Планот за наводнување за нас представува голема грешка и голема погрешна насока, бидејќи ние во нашите површини не можеме да насееме други култури освен ориз. Затоа сметаме дека треба да се коригира предлог планот и се надеваме дека до тоа ќе дојде. Ние сме свесни дека нема доволно вода во браната Калиманци, меѓутоа со одредена количина може да се наполнат површините. Затоа бараме ние да бидеме во прв ред во однос на предлог планот за наводнување. Луѓе на терено е катастрофа ситуација. У моите 3 села, јас сум Бојанци, Горни Долни Подлог, никој не знае што ќе се. Нивите се спремани со ѓубре фрлани се. Ја молам ги сите надлежни да кажат да нема после не знаехме, изненадиме се. Ние протестираме наместо да сме во нивите, ние сме на штрајк. Рокот за сеидба е пробиен за крупните сорти. Вода се уште нема по нивите. Ја чуваат во браната. Зошто ја чуваат, немам информација. Планот што го имат донесено не го спроведуваат, го имат пробиено, така да сме доведени во ситуација да мораме да излеземе на патот. Министерот што побрзо си даде оставка. Да го нема, да го нема. Оти е најголем лажак до сега таков министер не сме имали. А прием тражиме кај премиерот. Земјоделците од село Облишево и од општина Стари Чешиново Облишево тражат прием кај премиерот. Премиерот да ги разбере и наши работи. Оти еве јас лично од ланската цена го дадов ризот 39 динара, а сега го давам на 26. 13.000 евра сум загубил. Земјоделците се пожалија дека со планот за наводнување во атарот на нивните населени места, површините што треба да се сеат со ориз се намалени од 50 до 70%. Министерот за земјоделство Цветан Трипуновски попладнето се сретна со представници на оризопроизводителите. Ги информираше дека се прават максимални напори за исполнување на планот за наводнување. При тоа ќе се води контрола за распределбата и рационалното користење на водата. Она што до сега беше хидроложката состојба, имаше потреба за одредени, да речеме, прилагодување согласно хидроложката состојба, и тоа она што утрово исто така го добив информација од директорот на управата за хидрометеоролошки работи дека во наредни денови ќе имаме интензивни врнежи, што значи дека хидроложката состојба далеку ќе се подобри. Информацијата која што и со директорот ја разменивме утрово е дека водата уште денеска ќе биде пуштена за да може да се запазат оние оптимални рокови, согласно науката вела дека до 15 мај треба да се заврши сеидбата. Така да во делот на она што значи поплавување на површините со вода, очекувам дека нема да има проблем, земјоделците треба да бидат спокојни, заедно со директорот им го соопштиме денеска на земјоделците. Капацитетите на подрачната единица, односно на водржницата брегалница ќе бидат зајакнати во овој период, се со цел да има правилно користење на водата. Тоа значи сите правни субјекти кои што би користеле вода и за нив истите правила треба да важат. Во врска со исплатата на дополнителната субвенција за предадени количини оризова арпа, министерот нагласи дека финансиската поддршка се реализира според планот, а земјоделците ќе ги имаат парите на своите сметки токму кога најмногу им се потребни. Минатата недела беа исплатени практично првиот ток кој што беше опфатен за предавање. Некаде околу 761 корисник добија по 6 денари дополнителна поддршка преку интервентниот фонд, односно сума некаде околу 50 милиони денари беа исплатени. Ветувањето е дека мерката ќе продолжи да важи и во наредниот период, бидејќи барањето беше парите мора да ги добијат во екот на сеидбата за да имаат пари за припрема, така да првиот дел од ветувањето е исполнето. На средбата со министерот Трипуновски земјоделците го информираа и за други неповолни состојби во делот на оризопроизводството. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.